ние внатре длабоко во себе имаме одреден извор на топлина, на милост, на емпатија, нешто што многумина го нарекуваат душа, и да сватиме колку тие верувања за нас и за светот околу нас ни помагаат или ни одмагаат. Пред да почнам со работка со одреден клиент, секогаш сакам да им го презентирам моето портфолио и да ги запознам со мојот начин на работа. Во тишината всушност почнуваме да се соочуваме со одредени работи длабоко во нас, кои што сакаат да бидат слушнати, кои што сакаат да бидат излекувани. Игор, како си? Добро сум. Ти благодарам на поканата. Се изненадив на твојот повик после трката по планинско трчање водна матка. Меѓутоа, од друга страна, верував дека има некоја подсвесна причина зашто си почувствувал дека треба да си поразговараме и да си направиме еден ваков близок разговор. Да, па интересно е бидејќи, знаеш, секојаш сум во потрага по луѓе со кои што би сакал да зборувам на подкастот, поготово на теми кои што се вакви кога зборуваме за ментално здравје и воопшто за функционирање на еден начин на кој што е не би рекол правилен, туку ни прави да се чувствуваме убаво, да бидеме здрави физички, ментално, духовно. И веќе неколку години се знаеме, што трчање, што така сме се виделе, и кога ја заврши трката, кога зборевме после трката водна матка, бевка, па зошто да не го прашам Игор? Поготово дека сакам да разговарам со луѓе кои што мислам дека имаат што да кажем, а мислам дека имаш ти што да кажеш. Така што баш ми е мило што се договоривме, успеавме, најдовме време, тука сме. За почеток, кој за секој гостен, што е за тебе ментално здравје? Па, вака, мислам дека менталното здравје е само еден дел од еден целокупен систем каде што се опфатени повеќе работи и мислам дека станува дел за еден, би го нарекол, систем, каде што има повеќе аспекти, како менталното, физичкото, емотивното, енергетското, и дека сите тие се меѓусебно поврзани на одреден начин. Како добар пример, нели, може да се наведе и спортската активност, која што воедно нели помага за така нареченото ментално здравје. Меѓутоа, јас сметам дека постои за мене лично една многу по-суштинска тема и перспектива на гледање на оваа тема, односно сметам дека пред менталното здравје постои уште еден друг аспект кој што јас би го нарекол духовно здравје. И сметам дека доколку ние имаме добар пристап кон таа тема, дека голем број од предизвиците во секојдневниот живот ќе можеме полесно да ги воочиме. Како би го опишал тој аспект? Сметам дека сите ние внатре длабоко во себе имаме одреден извор на топлина, на милост, на емпатија, нешто што многумина го нарекуваат душа, можеби
некој ќе го нарече универзум или Бог. И јас сметам дека сите ние имаме едно мало парче од тој извор. И мислам дека тој контакт со нашата душа и честата комуникација со истата се неопходни за мене, барем, ќе зборам во прво лице, бидејќи сакам да ги споделам своите искуства и мислам дека тој контакт со нашата душа, со нашето автентично, вистинско јас е многу важен и клучен. И тоа би можел да го опишам како еден звучник, каде што колку сме поблиску до него, толку погласно ќе го слушаме и толку ќе имаме подобри насоки во животот. И за жал и спротивно, колку повеќе се оддалечиме од таа суштина, толку можеме да слушнеме одредени гласови кои што не одговараат со нашето вистинско, автентично јас. И многу е интересно за да бидеме во чест и близок контакт со нашето автентично јас. Тоа што можеме да го направиме е најчесто да бидеме во тишина, како што би го слушнале истото. Така што тој водич кој што се изразува преку состојба на мир и една блага радост, би го опишал, е многу суптилен и мислам дека треба и дека е од наша голема важност да научиме да го препознаваме и да правиме разлика помеѓу тој извор на топлина и на безбедност и одредени гласови кои што се појавуваат во нашиот ум како чисти ментални формации, би ги нарекол. Така што во моето искуство контактот со душата за мене лично представува едно безбедно катче каде што загрозените, уплашени делови од мене можат да најдат прибежиште и да се чувствуваат безбедно. И покрај тоа што може да поминуваат низ период каде што чувствуваат потешкоти и непосакувани емоции. Дополнително, кога зборуваме за ментално здравје како работа со нашите мисли и потеклото на истите, тука може да станува збор за така наречени примарни верувања со кои што работат психотерапевтите, каде што ние можеме да спознаеме кои се тие примерни верувања за нас, за светот, за околината која што не обкружува и да сватиме колку тие верувања за нас и за светот околу нас ни помагаат или ни одмагаат. И всушност тоа
колку што се сеќавам беше првата точка на разговор која што ја имав пред можеби 12 или 15 години со психотерапевт. Тука би Да. би престанал Да. за почеток со одговорот. Не, фала ти што и донесе таа идеја за не само разликата, туку и важноста од духовното здравје и колку е некојаш и поважно што ти е во душата, колку си, кој што кажа ти убаво кажа примерот, колку си блиску до тоа што ти е во душата, што ти е во срцето. Бидејќи баш мислам дека тие моменти убаво баш ми мило што кажа радост, а не среќа, на пример, бидејќи радоста трае. Среќата може да биде, знаеш, кратко трајна, среќни сме дека нешто се случило, ама ако имаме радост во себе, ако ги негуваме тие некои работи што убаво ни прават на душата и сме блиску до тоа како ние се чувствуваме духовно, тоа е долготрајно чувство кое што ќе остане со нас. Не би го нарекол ни чувство, тоа е долготрајно нешто што ќе остане со нас. И е многу важно, а не, знаеш, да, ние збориме за ментално здравје и менталното здравје е многу важно и е системот сите овие работи, ама духовноста е она што мислам дека не води, ни дава, кој што кажа ти, тие примарни, ни дава што ни е примарно во животот. И многу е полесно после ти да се справиш со менталните предизвици, со физичките предизвици, ако духовното ни е решено или посветуваме внимание на тоа, чекај, што е важно за мене, за мојата душа, што ми треба мене духовно. Да. Кажи ми, од каде, тоа ми е омилено можеби прашање, кога почнува твојот, американците рекле journey, тоа е некој патешествие со духовното, со менталното, спомна за прв пат кога си отишол на психотерапевт, кога започнува некаде твоето видување дека ова е важно, ова е нешто кое што е дел од тебе и треба да се посветиш, да размислуваш, да работиш на тоа, не само оно што е надвор од наша личност. Па по природа сум човек, односно дете, кое што од секогаш го интересирала филозофијата, антропологијата, психологијата и духовноста, односно тие општествени и филозофски науки, да ги наречам. И приметив дека со моите пријатели често пати врти сучи, прилично директно сум влегувал во вакви разговори. Односно, за мене овие разговори од секогаш биле, да кажеме, пријатни и сум сакал да ги водам и од секогаш ме интересирало и сум се трудел да зборуваме со моите пријатели за тоа како се чувствуваат, за тоа што се случува во нивниот живот. Така што мислам дека е во мојата природа и нормално низ текот на годините секогаш имало периоди каде што повеќе сум истражувал, каде што помалку сум истражувал, но би можел да кажам дека во текот на животот одредени фази каде што сум чувствувал поинтензивни емоции на болка, на тага, на напуштеност, ме насочувале кон тоа да истражувам повеќе, да барам одредено решение за
работите, да читам книги, да имам различни духовни искуства и практики и година по година мислам дека успеав да создадам некоја слика, да имам некој впечаток. Меѓутоа нормално, јас сум се уште на патот и патот продолжува и се уште истражувам. Да, никогаш не знаеш што може нешто ново да се случи, кај што си чекај, не знам сега како да се справам со ова, треба да поминеш низ истото. Кажи ми, кога се појавува дизајнот у цела приказна, бидејќи знам дека, ако не се лажам, почнуваш на економски факултет, така? Да. Па после тоа почнуваш со дизајн. Како тоа дизајнот влегува во цела оваа приказна на истражување, на осознавање на себе си, на барање на некоја поголема смисла? Многу интересно. Како дете многу сакав да цртам и поради некоја причина се сеќавам дека додека бев дете во ќошот од мојата соба собирав различни пакувања од производи од продавница, од супермаркет и се сеќавам дека како да бев колекционер и не знам зашто, уште како дете, веројатно тоа и доста луѓе можат да го приметат, меѓутоа мене особено ме интересираше фактот и феноменот како одредени производи изгледаат повкусно, поквалитетно и повпечатливо од други производи. И јас тоа од секогаш го гледав. И секогаш обраќав внимание на фонтовите, на боите, на поставеноста. Така што, ете, некако сосема спонтано тоа подоцна се развиваше. На некој начин, како да стануваше збор за манифестирање, за имплементирање на таа моја желба и љубов кон уметноста. И поради таа причина графичкиот дизајн се изучува како дел од примената уметност. Така што мислам дека интересот потекнува од многу порани години. Да. И како, тоа ти го кажав пред самиот почеток да снимаме, гледајќи го твојот дизајн, гледајќи некој дел, мислам, од дизајните што ги имаш направено и имајќи некој разговор со тебе, малце познавајќи те малце повеќе, можам одма да најдам точно, чекај, ова Игор го има направено, бидејќи тоа што зборуваш, тоа го гледам и во твојот дизајн. Како, например, од каде ти доаѓа инспирацијата, како почнуваш со еден дизајн, како гледаш на дизајнот од почеток па се до крај, еве на еден дизајн? Па да, би рекол дека секој човек кој што се бави со примената уметност, без разлика дали е графички дизајнер, дали е илустратор, или ево некоја друга дејност како архитект да речеме, секој си има свој одреден карактер, одреден стил на работа кој што е автентичен. И нормално нашите стилови, нашите вкусови се под директно влијание од тоа што не обкружува, тоа што го читаме, образованието и така натаму. И јас би рекол дека мене од секогаш ми оставаше силен впечаток дизајнот како култура во поранешна Југославија. Односно,
тој стил кој што се беше карактеристичен и се уште по неговите едноставни, но силни решенија, изразен модернизам, одредена јачина, јасна порака, и мене тоа од секогаш ми оставаше впечаток. И од друга страна, дополнително, како човек кој што студираше на економскиот факултет, ги разгледував популарните проекти по адвертајзинг во тогашниот период, каде што имаше еден период на минималистички, но јасни пораки. И јас некако како да направив одредена симбиоза, одреден спој на тие стилови. И после тоа некако природно тоа го изразив преку мојата работа. Да, со Скопје коцките Да. излегува тоа што излегува денес. Да, секој човек си има своја специфичност и многу е важно да ја развива во правилната насока. Да. Кажи ми, сме имале неколку дизајнери до сега на подкастот, ама мислам дека интересно нешто што сваќам, и не само дизајнери, луѓе кои што можеби работат сами, работат дејност која што можеби е повеќе како фриленсер, кај што нема правила, можеби некојаш, и не секој има ист начин на живот. Како е за тебе? Како си ти како дизајнер? У смисла, како функционираш? Колку е тешко и какви се предизвици се соочуваш на дневна база, каде што имаш проект, немаш проект, работиш на нешто, не работиш на нешто, некојаш имаш премногу, некојаш ништо не се случува. Каков е твојот живот како графички дизајнер овде во Скопје? Па би рекол дека е прилично разновиден, сепак станува збор за кариера од 15 на години, би можел да кажам, каде што сум имал различни искуства како самовработен, нешто што е познато како фриленсер, и како дел од одредени фирми. Така што искуствата ми покажале дека креативната слобода и можноста за одлучување и за изразување на своите идеи дека ми е од клучна важност. Тоа би го поврзал со уште една работа, односно со првото прашање од овој наш разговор, а тоа е дозволувањето на мојата работа да биде автентична и оригинална според тоа каков сум јас во самата природа. И затоа секогаш пред да почнам со работка со одреден клиент, компанија, организација, индивидуалец и така натаму, секогаш сакам да им го презентирам моето портфолио, доколку го немаат претходно видено, и да ги запознам со мојот начин на работа и гледање на работите, каде што тие можат да донесат одлука дали тој пристап одговара на нивните потреби или сепак можеби треба да разгледаме некоја друга опција. Нормално, и јас исто така се трудам максимално да го сватам барањето, задачата која што треба да се реши.
И исто така да бидам искрен пред себе, доколку сметам дека тој проект бара поинаков пристап, да најдеме поинакво решение за истото. Така што мојот начин на работа, кој што јас би го опишал како едноставен, но моќен, истиот тој може да се препознае преку работите што ги создавам, и се надевам на еден природен начин дека им се допаѓа на луѓето околу мене. Да. Ти си има случајно да започнеш со работка и отпосле сваќаш дека ова можеби не е за мене, или треба друг пристап, треба друг некојаш друг човек, ја не можеш тоа да работиш, или пак од другата страна можеби на почеток сакале соработка со тебе, а отпосле кога почнуваш да испорачуваш, гледат дека уствари тоа не е она што го замислувале. Да, како што кажав претходно, патот бил прилично долг, со разни искуства, разни предизвици, разни чекори. Меѓутоа, сметам дека одредени работи се клучни. Тоа е добрата комуникација кон двете страни, доброто запознавање, доброто воочување на задачата врз која треба да се одговори, добро истражување и градење на една взаемна доверба, каде што гледаме дека двете страни имаат заеднички интерес тоа да успее. И мислам дека доколку на самиот почеток се постават одредени здрави чекори и точки кои што треба да се исполнат, мислам дека шансите за неуспех се сведуваат на минимум. И покрај тоа што се нормално сепак возможни. И затоа мислам дека во графичкиот дизајн треба да се следат овие точки прилично дисциплинирано, и мислам дека така ќе биде се во ред. Нормално, мојата крајна цел е секогаш да се обидам да им помогнам на луѓето со кои што соработуваме и да го дадам својот максимум. И јас секогаш сум се трудел тоа да го постигнам. Меѓутоа, понекогаш, колку и да сакаме да помогнеме на нашиот начин, сепак ние не можеме да промениме одредени внатрешни состојби кај луѓето, и тоа е во ред. Да, има работи кои што ти не можеш да ги контролираш. Ако работиш за одреден продукт, кој што ти го правиш дизајнот, не го правиш продуктот, и некојаш не можеш да контролираш колку е добар продуктот, можеш да контролираш колку е добар твојот дизајн, или колку ти ќе труд вложиш во дизајнот, ама не значи тоа дека и квалитетот на самиот продукт ќе биде иска како квалитетот на твојот дизајн. Да, сум имал и такво искуство, да. Кажи ми, преска спомна нешто, и така, спремајќи се, знам дека има зборувано за ова, идејата да пренесеш некоја порака преку твоите дизајни, преку тоа што ти ќе го направиш, што ќе го издизајнираш, да пренесе некоја порака која што има поголемо значење. Како тоа функционира? Дали и како, што те
Валјда прашањето е што те носи да го направиш тоа, што те мотивира и како тоа успеваш преку твојот дизајн ти да пренесеш некоја порака која што е важна за едно општество, која што е од, не знам, можеби од многу поголемо од колку сам продукт или сам дизајн. Да. Значи, баш на предавањето минатата недела кое што го одржав како дел од фестивалот Пролет на македонскиот дизајн, како вовед во презентацијата во моите проекти, напишав дека јас сум не графички дизајнер, туку графички преведувач. И што сакав да кажам, свесно со тоа, дека јас преведувам одредени идеи, зборови и емоции во визуелно решение. И сметам дека тоа е многу интересен пристап кој што би можел да го илустрира начинот на кој што јас им пристапувам на работите. Мојата главна цел е јас да им помогнам на луѓето, на моите соработници во остварувањето на нивните идеи. Без разлика дали станува збор за одреден бизнис, за невладина организација, за културен настан, за општествена тема и така натаму. Затоа што јас верувам дека длабоко во себе добробитот зависи односно еден дел од нашиот добробит е поврзан со нашиот придонес кон заедницата околу нас. Односно, сакам да кажам дека доколку ние ја правиме нашата заедница подобра, почиста, поекономична, покорисна или можеби да изгледа поубаво, мислам дека тоа ќе се одрази врз нашата среќа. Дури би рекол и на едно хормонално ниво. И затоа јас преку тоа што го работам, сакам да им помогнам на луѓето околу мене и всушност така и го замислувам моето работење како одреден занает, како занаетчија кој што има дуќан во чаршија и каде што доколку луѓето имаат потреба за моите услуги, тропнуваат на вратата и викаат здраво Игор, ме прати човекот од тој и тој дуќан да се обратам кај тебе, ми треба изработка на лого. Да, така што така некако гледам на тие работи. Да. Да, интересно е бидејќи значи не секогаш луѓе кои што работат ја гледаат својата професија и својата работа како нешто со кое што тие можат да сменат на подобро општеството, во заедницата. Значи многу често мислам дека се случува дека луѓето, мислам, ние некој сме тоа се случува да гледаме, дај да завршиме работа, да направиме профит и да си идеме дома. И она ќе речем refreshing, не ми текна освежувачки е да се гледа така на работите, бидејќи ние тоа не функционираме овако. Ти за да доеш до таму кај што ти си дошол, ти не си self-made. Едноставно, ти некој требало да ги измисли сите работи пред тебе за ти да земеш
да ги научиш, да научиш како да ги правиш. Нормално не станува збор се ти земаш и копираш, туку пред тебе имало луѓе кои што требало да измислат цела наука за дизајн, па алатки што се ти ги користиш, и не само да дадеш што ти го гледаш тоа како нешто кое што да ти ќе заработиш и ќе живееш живот удобно, неудобно, без разлика, ама го гледаш тоа како нешто со кое што јас можам да му помогнам, да им помогнам на тие околу мене. Да баш онако занаечија, да бидам таму, да бидеш помеѓу луѓето и да им му треба лого. Еве лого. Лого кое што тебе ќе ти помогне. И тоа мислам дека е она менува многу ако гледаме така на работите, а не гледаме чисто како бизнис кој што го имаме и кој што го работиме бидејќи мораме и да заработиме нешто. Да, и дефинитивно постојат повеќе аспекти кои што може да се опфатат од нашето работење. Нели, еден кој што е многу важен е екзистенцијалниот, односно финансискиот аспект. Меѓутоа, исто така јас сметам дека треба да бидеме вклучени во општествените и политички процеси кои што се случуваат во околината околу нас и во светот. Затоа што, како што можеме да видиме, за жал, светот и нашата околина се моментално се наоѓаат во една би рекол прилично лоша состојба, и покрај тоа што секогаш нели можеме да кажеме дека работите можат да бидат полоша, меѓутоа сведоци сме на одредени политички и економски случувања и сметам дека треба да го дадеме нашиот глас и мислење околу тоа. И, например, нашиот град се соочува со голема загаденост на воздухот, преголема урбанизација и многу работи кои што сме ги сметале за бесконечни и за, што се вели, здраво за готово, гледаме дека се уништуваат и дека пропаѓаат. И мислам дека е добро, корисно да бидеме ангажирани во тие случувања, да го дадеме нашиот глас и дека и преку нашата професија и вон тоа можеме да бидеме директни учесници во демократијата како систем, затоа што демократијата не престанува со нашето гласање, односно со ставањето на гласачкото ливче во кутијата. Би рекол дека таа само почнува таму. Да, и тоа е, значи, тоа имам приметено кога од секојаш кога сум работел нешто кое што знам дека има или се обидува да направи некоја промена политичка, не у смисло се не политички партии, туку они политички процеси низ кои што поменуваме, јас знам дека сум се чувствувал подобро. Може би на себично, знаеш, ама стварно, еве, и последниот неколку години со подкастот, знаејќи дека ние секоја недела зборуваме за ментално здравје и за работи кои што можат на некого да му помогнат, без разлика дали системот кај нас е ваков или онаков, дали помага или одмара, ама знам дека ние се обидуваме да направиме нешто и на некој начин тоа мене ми помага за ја да се чувствувам подобро. Да, во Македонија може би немаме, знаеш, систем за кој што функционира, ама јас се обидувам во една сфера барем да го направам подобро, ако ништо друго за тие што еве ме слушаат. Така, да. Сепак станува прашање, а тоа е
што можам јас да направам во овој момент, без разлика на исходот каков и да е. Колку можам јас да придонесам. И понекогаш тоа може да биде малку, ама значително. Дури и тоа да представува можеби присуствување на одреден протест или подржување на одреден алтернативен културен настан или внимавање на односно селектирање на отпад, учествување во некоја волонтерска еколошка акција и така натаму. Јас сум многу така позитивно изненаден од одредени акции кои што помладите луѓе во известно време ги прават во однос на чистење на околината. Баш пред известно време кога се враќав од мојата најблиска патека на Водно, која што известно време беше загадена во последниот период, видов еден пар како ја исчисти целата. И тоа за мене е многу добар пример. Да, знаеш, ја тоа мислам и на подкаст го јам кажам, ја кога сум бил мал, на 4 години сум сакал да бидам претседател на Македонија. И низ годините ја уствари сватив дека јас можам многу поголема промена и посуштинска промена да направам, можеби на помало ниво, ама ќе бие позначајна ако ја учествувам и сум активен на начини на кои што ќе им помогнам на други, на тие околу мене. Не треба ја да бидам претседател на Македонија или не знам на било која таму функција за ја да направам сега промена и да најчесто и многу е тешко да се направи промена кога си на таква функција, бидејќи мал милион работи влегуваат у сето тоа, ама кој што кажеш ти, ако земеме сега ние секој да земе по една патека на Водно да исчисти, Водно ќе биде чисто. А има многу што, знаеш, што можеме да направиме и не само во Скопје, цела држава кај што знаеш, мислиме тоа секогаш ми било интересно, ја дека политички науки имам студирано, секогаш ми било интересно луѓе кои кажат мојот глас не важи, еден сум. Ама така ако сите размислуваме, знаеш, замисли колку луѓе само не гласаат на избори, колку луѓе не се обесхрабрени за да започнат нешто мало, вика, што ќе смени ова? Тебе ти сменило тоа што едно поубаво се чувствуваш, друго можеш поубаво да се рекреираш, некој што земал и исчистил патеката на Водно. Замисли се сите ние што мислиме дека нашиот глас што е еден глас е, да излеземе сите да гласаме, може би ќе имаме подобри политичари, може ќе имаме подобар систем после тоа. Ама е многу, знаеш, да не гледаме на работите, ја тоа се обидувам, знаеш, ја некојаш запаѓам у таа, што менува ова или ама ми треба да се вратам на она, знаеш, кое што не, ова е важно, макар и на еден човек тоа ќе да му смени денот, неделата, животот, доволно. Да. Кажи ми, гледам на саат, слушам малце 45 минути помина. Кажи ми, од каде сега се појавува трчањето, бидејќи не сакам да завршиме со разговорот, да не зборуваме малце и за тоа, бидејќи така и се запознавме. Мислам дека на пред 3 години валјда на Водно матка. Од каде доаѓа трчање во твојата приказна? Би можел да кажам дека јас низ целиот мој живот сум бил активен и уште како дете мене ми е драго дека јас сум од тие веројатно последни генерации каде што играњето на тие малски улични детски игри беше прилично редовно и игри како жмурка, џамија, граница, ластик и така натаму, школка. И после тоа се префрли на одредени спортови, како на пример кошарка,
сервис и така натаму, меѓутоа мислам дека со трчањето како индивидуалистички, односно индивидуален спорт, некаде се запознав околу 2007 година, околу почетокот на студиите, и го правев тоа затоа што сакав да ослабнам и сакав подобро да изгледам, некако како да бев во тие тинејџерски години, и после тоа сватив дека ако не се истрчам во текот на денот, дека така имам одредено чувство кое што кај нас се нарекува склет. Најверојатно станува збор за турцизам. И мислам дека тоа е еден многу точен збор кој што објаснува една внатрешна состојба на нетрпеливост, на невоздржаност, на па дури и немир, и која што едноставно треба да се регулира. И така почнав да трчам, а исто така би сакал да кажам дека сосема случајно и брат ми се бавеше дури предходно со атлетика и со планинско трчање, и така некако мислам дека стана семејна работа трчањето и планинското трчање како посебен спорт. За мене планинското трчање, еве ќе се навратам повторно на првото прашање за менталното здравје. Сметам дека за мене планинското трчање е одреден духовен ритуал, каде што јас можам на еден здрав начин да се соочам и да се ослободам од енергијата и од емоциите кои што се насобрани во текот на тој период или тој ден. И за мене е од исклучително значење планинското трчање. Зашто пред се планинско? Затоа што во нашата држава најголем дел од територијата, околу 80% се планини. Така што тоа е нешто што природата ни го дала и кое што ние треба да го сметаме, според мене, за свето, за огромен дар. И би можел да кажам дека кога сум во таа состојба и во таа средина природна, тогаш јас се чувствувам најблиску до нешто што би можел да го наречам свој дом. Се чувствувам мирно, енергично, смирено, безбедно, и таа состојба на телото и на умот е всушност таа доближеност до она суштина која што ја споменав на почетокот, односно до душата. Кога телото и умот се смирени, тогаш јас се чувствувам дека сум поблиску до својата душа. И во најтешките денови, кои што ги имам искусено низ животот, можеби еден од најважните аспекти било планинското трчање. И би кажал дека минатата година беше прилично
тешка за мене лично и планинското трчање беше еден од тие, би ги нарекол, духовни пракси, со кои што јас го поминував тој ден или тој период. И баш се сеќавам дека тоа го правам се уште без разлика на каков и да е периодот. Меѓутоа имаше многу денови кога јас едноставно пред работа ќе истрчам до манастирот Пантелеимон и нели ќе практикувам планинско трчање, таму ќе застанам, ќе поседам внатре во манастирот во тишина, ќе практикувам медитација и молитва и ќе истрчам надоле и ќе можам да проложам со денот. Така што мислам дека представува суштински дел од моето живење и справување со секојдневните предизвици. Да, и многу е важно, баш ми е мило што си нашол што функционира за тебе. Бидејќи има многу моменти каде што не ни размислуваме на ова, ама кога ќе најдеш што функционира, полесно, сите предизвици и се останато некога да станува полесно. Ја исто имам приметено и за мене кај што знам дека ја кога ќе истрчам, јас сум подобар човек. Без разлика, знаеш, и тоа што каже, без разлика дали поминуваш во потежок период, полесен период кај што можеби ништо не се случува, ама јас знам за себе дека трчањето, поготово на планина, ја толку не го практикувам колку што треба, ама знам дека ако не истрчам, баш срклет ме фаќа, кај што сите околу мене може да, поготово ако поминуваат повеќе време, Аманда, жена ми, она сигурно ќе примети дека окей, иди истрчај, не седи дома, те молам, пошто не можам со тебе вака да бидам. Ама баш ме убаво што го кажете, многу е важно да знаеш што тебе ти помага. Кои како ги кажа, духовни практики кои што ќе ти помогнат ти да бидеш личноста која што ќе може да даде и повеќе и да се чувствува подобро и да бидеш подобар на работа и во односот со луѓе, во комуникација со другите. И да, многу е, фала ти што спомна, веќе е стварно многу важно да се најдат тие некои работи кои што на нас како личности ни треба. Од духовноста, од молитвата до трчањето, до медитацијата, до да бидеш смирен, да не правиш ништо. Тоа знам за мене нешто најтешко може да седам и ништо да не правам. Да, тоа е затоа што во тишината всушност почнуваме да се соочуваме со одредени работи длабоко во нас, кои што сакаат да бидат слушнати, кои што сакаат да бидат излекувани, кои што сакаат да бидат прифатени, интегрирани. И слушањето на истите понекогаш е доста непријатно, тешко и болно. Меѓутоа, тоа според мене е начинот на наше, како да кажам, лекување и бидување тоа што сме во нашата суштина. Да.
И ние можеме уште повеќе да збориме. Да, ова беше прилично брзо. Да, Да. помина скоро па сат време. Фала ти стварно за разговорот и начинот на кој што успеа да ги кажеш овие работи, кои што верувам дека многу луѓе може да резонираат и да земат нешто од овој разговор. За крај, сакам да те прашам, секој гостин, сакам да ги оставам слушателите со твое прашање. Што би било нешто кое што би сакал да ги прашаш тие што не издржале да не изслушат скоро па сат време? Да, не размислував. Меѓутоа, ајде нека биде ова. Која книга ја читаат периодов?